83 килограми, Мухамед Џони од Македонија против Сабо од Унгарија. Не испуштивме ништо, бидејќи се поминати 30 секунди. Ево го сега, првиот поен за Сабо. Џони пред ова европско првенство доста самоуверено делуваше, но тоа треба да го покаже на Душекот. Ние му посакуваме и нему среќа, Владо Лазаров си ја заврши својата работа во првото коло. Значи категорија до 83 килограми, прво коло. Уште еден наш репрезентативец, Мухамед Џони против Сабо од Унгарија. Петтиот наш представник во овие категории што преостана во овој вторник преборачки ден. Имаше среќа на жребот во категорија до 70 килограми. Јонче Ивановски е слободен. А во категоријата до 115 килограми ќе настапи Ване Ѓурѓиев. За свој противник ќе го има Мамикон од Ерменија. За момент ги видовме Димков и Глигоров, дел од стручниот штаб на нашата репрезентација. Џони има можност сега, дали ќе успее, не успеа надвор од активната зона, нема поени за Џони. Реков, пред ова европско првенство доста делуваше оптимистички. Негов матичен клуб е Тефеус од Скопје, роден 1978 година. Државен младински првак 98 година, 8 место на европското првенство за младинци 1997 година, значи минатата година. Минути и 5 секунди од оваа борба, останува водството на Сабо од 1:0. Поен освоен на почетокот на оваа борба, уште еднаш сега Сабо се обидува, но контра на Џони, еден поен. Израмнува на 1:1. Гледаме 2,5 минути борба, изедначено 1:1. Веруваме во Џони, во неговите квалитети и за него е важно оваа прва борба да ја добие. Така оценуваат судиите, бил пасивен Џони, оди на партер, судија на Душекот е Александар Левон од Бугарија. Ке се обиде сега Сабо. Успеа да одолее овде. 3 минути и 13 секунди, 1:1. И тука ќе гледаме неизвестна борба. Ние сепак нормално сме на страната на нашиот репрезентативец. Му посакуваме до крајот да остане присебен. Нов поен. Одлично. 2:1.
Има и тој поддршката од публиката. Домашниот терен секогаш треба да се искористи. Публиката си најава за своите борачи. Гледавме и поранешните борачи и членови на репрезентацијата на Македонија. Сабо сега да видиме. Сега. Дали тука не требаше еден поен да се додели и за Џони. Судиите велат 2:2, само поенот регуларно освоен на Сабо. Но велат дека за акцијата на Џони нема поен, дека е започната и завршена надвор од активната зона. Последни 40 секунди, 2:2. Важно е да остане концентриран, присебен Џони. Да видиме. Поен. Поен ќе биде тоа. Одлично, тактички, Мухамед Џони. Поглед и на мала трибина и сега треба да издржи. 19 секунди го делат Џони од победа. Три спрема 3, веднаш враќа Сабо, сега тече времето, последни 5 секунди. Крај на регуларните 5 минути. Не ги издржа тие 19 секунди, сега ќе биде опасно, ризично во ова продолжение. Оној кој ќе освои прв поен, ја добива оваа борба. Не издржа Џони, успеа во последните 20 секунди да освои поен, но следните 19 врати Сабо. Наистина штета, но сега треба да осмисли Џони како да издржи оваа борба до крај, доколку е возможно да освои поен и да ја добие борбата. Дали не е пасивен сега Сабо. 3 поена и победа на Иштван Сабо. Гледате каков запад, имаше повеќе сила во финишот. Победа на Сабо во продолжението. Наистина штета. Само 19 секунди го делеа Џони од победа во оваа прво коло, но не успеа.